изборни калкулации се одбројуваат и деновите до формирање на техничката влада која ќе треба да ги спроведе изборите кои престојат во текот на оваа година. Ќе имаме и парламентарни, но и председателски избори, двојни избори. СДСМ е убедена дека ќе ја добие поддршката од граѓаните. На иста линија се и ВМРО ДПМН, убедени дека ќе освојат повеќе од 60 пратеници. Во ово издание на Тренинг гостинка е заменик председателката на СДСМ и директорка на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска. Господица Лукаревска, како и зашто и да разговараме секогаш кога доаѓате и во Тренинг и во други емисии, како над вас да виси ореолот на лидерот на СДСМ, Ковачевски. Дали сенката на Ковачевски ви создава дополнителен товар во професионалниот ангажман? Апсолутно не. Напротив, ја имам поддршката и кога беше и заменик министер за финансии, бидејќи нели УЈП е под капата на Министерството за финансии. Имавме тогаш одлична соработка, ние се знаеме долги години, пред се од партиски аспект, ако можам така да кажам. Имаме одлична соработка, разговараме на најразлични теми, многу пати можеби имаме и различни ставови за многу работи, но тоа е пред се и убавината на функционирањето во политичките води. Како ги доживувате коментарите дека Лукаревска за заменик председател на СДСМ избрана во времето и мандатот на Зоран Заев и дека таа е поблиска до Заев и до тогашното раководство отколку до актуелното партиско раководство? Сања Лукаревска е член на СДСМ од 2000-та година, со навршени 18 години, а активно сум вклучена во телата и органите на партијата од 2002 година. Единствено што за мене дозволувам да се каже е дека сум припадник на СДСМ. Не сум ничи полтрон, меѓутоа ги почитувам сите раководства до сега. И тоа е моја доблест и тоа е една култура на однесување, така треба да се однесуваме сите. Да започнеме со директорката на Управата за јавни приходи. Последниот податок покажува дека не сте наплатили околу 200 милиони евра. Дали овој тип на затајување е влез за една поголема евазија? Веројатно зборувате за листата на должници. Да. Листата на должници е наша обврска која што ја објавуваме месечно, согласно податоци од претходни месеци, за неплатени даночни обврски кои што ги имаат даночните обврзници, правни и физички лица. Ние ги имаме спроведено и употребено сите можни наши механизми за да го наплатиме данокот кој што го должат овие даночни обврзници. Кај дел од нив имаме неможност за било каква наплата, затоа што оттуѓа на имотот. Неколку популарни такви даночни обврзници, кои што беа интерес на јавноста. Меѓутоа, можам да напоменам дека се намалува бројот на должници, истовремено постепено го намалуваме и износот на тој даночен долг. Јас во понеделник имам брифинг со новинарите, ќе известам за два специфични случаеви кои што се наоѓаат на оваа листа на должници, за кои што ние сме превенирале како институција, навремено сме постапиле, меѓутоа таа е состојбата и како што има и плаќачи, има секако и недисциплинирани даночни обврзници. Македонските нафтени компании со милионски профит, особено во нафтената криза 2022 година, нивната вкупна добивка изнесува 45 милиони евра. Лукаревска подолг период најавувате дека ќе ги обелодените компаниите, нафтени компании кои затајувале данок. Кои се компаниите кои одбегнале да платат данок? На оваа тема не можам да зборувам со конкретни имиња на фирми, затоа што не ми го дозволува моментот на даночна тајна регулирана во Законот за даночна постапка. Меѓутоа, исто така во понеделник најавив дека ќе ги информирам медиумите, ќе ви информирам вас, ќе ја испрезентираме таа мрежа на нафтени компании која што е во соодветен дослух со бензински пумпи и врз основа на тоа ќе видиме како всушност сакале да го изиграат системот, на некој начин сакале да го испумпаат, да испумпаат од буџетот фиктивен ДДВ, зашто ние навремено сме алармирале, сме постапиле,
обсежна анализа имаме направено и обсежна процедура имаме направено, вклучувајќи и попис, вклучувајќи детална анализа на сите фактури кои што биле дел од тие деловни односи меѓу нив, детална анализа на физичките лица кои што стојат позади сите тие бензински пумпи, бидејќи тука станува навистина за многу специфичен момент. Тој органограм ќе го испрезентираме. Истовремено ги известивме и самите институции за да продолжат понатаму да постапуваат и да ги превземат сите потребни действија. Дали во овој дел се соочите со некакви притисоци или закани? Воопшто не. Нити пак за било какви случаеви сум била подложна на притисок. Подолг период бизнис заедницата, а и генерално во Македонија сивата економија јаде голем процент од буџетот. Станува збор за околу половина милиарда евра годишно кои се дел од приходите од буџетот. Зошто не можете да ставите крај на сивата економија и кој е механизмот да се сопре овој негативен тренд? Сивата економија е проблем кој што го засега пред се европското и светското тло, не само кај нас во нашата држава. И се до оној момент, додека сивата економија е на некое подносливо ниво, ќе може да има добра флуктуација на економските текови и на ликвидноста на компаниите и така натаму. Кога велите подносливо ниво, смета дека, например, 30, речиси 35% од вкупното Не реков јас дека подносливо ниво е 30%, кое што е алармантно за нашата сега во моментот изнесе околу 33%. Вкупната Видете, од сивата економија. Многу пати имам зборувано во скоро сите мои медиумски представувања. Координираниот пристап е основата за да може да се избориме со сивата економија. Може ли во 21 век се уште да не се издаваат секаде фискални каси, да се работи на црно, плата во плико, стопанствениците веќе забележуваат дека кога недостасуваат пари во буџетот, товарот го носат оние кои најдисциплинирано си плаќаат данок, а оние кои се обидуваат да го заобиколат или да не платат данок, се во некаква привилегирана состојба. Дали имате селективен пристап во овој дел? Апсолутно не. Видете, доброволното усогласување, доброволното плаќање е повеќе од 95%. Значи имаме мал процентуален износ на даночни обврзници кои што можеби ги чекаат оние рокови да ги пробијат за да всушност си ги платат своите обврски. Ние не функционираме. Управата за јавни приходи не е само инспекцијски орган, па дека ние само одиме во контроли, ние тука го имаме и процесот на услугите на даночните обврзници. Со контактирање спрема нив, ние всушност и алармираме и навремено известуваме дека постојат соодветните даночни обврски. Јас можам да кажам дека најголемиот процент на приходи ги собираме од најголемите даночни обврзници. Затоа и дирекцијата за големи даночни обврзници секако дека има и најповластената позиција во рамки на управата за јавни приходи. Не би сакала да се правдам, но имавме превисок план за 2023 година и во време на енергетска криза и оној план кој што го не успеавме, да речем, комплетно да го 100% да го оствариме. Туку имавме сосем мал процент на ненаплатен ДДВ, затоа што се смени режимот на оданочување, согласно оние енергенси, ДДВ-то од увоз и така натаму. Тоа се сегменти кои што не ни даваат можност секако тука да седиме мирно, но будно треба да следиме ситуацијата и во иднина. Директор во УЈП, ваш заменик, висок функционер во ДУИ, Исмет Гури, непосредно пред истекот на домашен притвор, исчезна или избега од државата, речиси во идентичен ден се случи случајот со упадот во МНАФ. Дали неказнивоста стана модел на функционирање на оваа владеачка гарнитура? Воопшто не. Треба да се вратиме малку наназад, затоа што добро е да се подсетуваме како беше. Имавме период кога, можам да кажем, тенденциозно постапување. Еве, конкретно, мора да се подсетиме на моментот и на пиштање-вриштање, кога беше со инспекцијските служби. Имавме нарачани судски процеси. Имавме монтирани случаи со одредени
злоупотреби на службената положба во институциите. Имавме институции кои што исклучиво работеа за поддршка на режимот во тој период. Во овој период јас не бегам од моментот дека мора да се работи уште многу повеќе за да граѓаните бидат задоволни, за да сватат дека системот функционира. Нас ни е неопходно да го унапредиме оној институционален интегритет кој што го имаат институциите и треба да го имаат. Меѓутоа, за да потврдиме дека постои трул систем, не би се сложила, затоа што Исмет Гури, поранешен заменик, управник во регионална дирекција Скопје, долгогодишен вработен во Управата за јавни приходи, е пријавен од страна на Управата за јавни приходи заради утврдена даночна измама, затајување и така натаму. Истиот беше во притвор, потоа нели беше во куќен притвор, и врз основа на тоа соодветни санкции доби од страна на надлежните институции. И им избега на да, органите на има соодветна меѓународна потерница. За нефункционалност на институциите. Сега има меѓународна потерница. Јас можам да кажам од аспектот до моментот до каде што ние сме имале можноста, ние сепак сме постапиле. Ако бил трул системот, сигурно не би бил Исмет Гури во притвор, туку би продолжил со оние действија за кои што е всушност и обвинет. Европската унија изрази загриженост за состојбите во МНАФ, остри реакции претходно Брисел испрати за експресно усвоените измени на кривичниот законник. Дали оваа политика не е во спротивност или овие пораки што Брисел ни ги испраќа многу се почесто може да бидат всушност и оправдани од ваша страна дека правиме се за да ги ослободиме институциите од било какви политички и партиски влијанија и да ги професионализираме? Свесна сум дека имаше големи забелешки во дел на нефункционалност и пристрасност во судските процеси. И тоа ги иритира и граѓаните, ги иритира и медиумите, ги иритира буквално сите оние кои што им мислат добро на оваа држава. Домашната задача ние мора сами да си ја завршиме. Имаме многу домашни задачи. Меѓутоа, неопходна е и поддршката и благодарна сум на тоа на сите наши партнери, пријатели кои што сакаат да ни помогнат во овој процес, да ги детектираме соодветно слабостите. Затоа што кога почнаа да се детектираат системските слабости, се крена алармот кај сите оние кои што всушност сакаа и се претворија потоа во кочничари на тој соодветен процес. Во оваа држава криминалот има име и презиме. Не се сите криминалци. И мора да ги представиме така работите. Измените во кривичниот законник, согласно сите оние споредбени искуства кои што претходно се гледале, секако дека тие не се донесени преку ноќ, го овозможи и оној процес на една побрза конфискација на имотот на сите оние кои што сметаат дека удобно ќе седат во едно криминално време. И мислам дека ќе ја има својата тенденција на зголемување на казнивоста на секој оној кој што се огрешил пред законот. Од друга страна, оние поддршки кои што ни го пред се поддршката која што ни ја дава нашиот најголем стратешки партнер веќе 32 години, Соединетите Американски држави. Слушаме изјавите од амбасадорите кои што навистина сакаат да ни помогнат во целиот овој комплетен процес. Меѓутоа, одлична е иницијативата која што има владата, предводена секако од премиерот Ковачевски, за измените во Законот за рестриктивните мерки, каде што сите оние носители на јавни функции, кои што се под некакви санкции од Обединетите нации, од Европската унија, па еве сега и од Соединетите Американски држави, преку таа црна листа, да не можат понатаму во иднина да се занимаваат односно да бидат носители или да бидат избрани или именувани лица. И со тоа мислам дека се става соодветен знак стоп на секој оној кој што смета дека може да го изигра системот. Дали ДУИ и функционерите на ДУИ се недопирливи? Никој пат не сум била пристрасник на било каков дил да постои меѓу било кои политички партии, ако станува збор за заштита на криминал. Овдека холандскиот амбасадор при посетата на лидерот на ДУИ Али Ахмети, како што имам информација од медиумите секако, дека разговарале за реформите пред се во судството, со тоа што бил ставен таргет на целата таа дискусија, односно тежиштето било дека во овие одредени процеси
несоодветно можеби институциите си ја вршат својата работа. Ако постои било каков притисок врз председател на Врховен суд, тука можам да ја потврдам истата изјава која што ја даде и председателот Ковачевски. Треба да се зборува отворено, јасно и транспарентно со факти. Секој оној функционер, судија, обвинител и така натаму, кој што почувствувал притисок или знае за некаков притисок или знае за попречување на било каков процес, тоа треба јасно да го каже во јавноста. Како ги доживувате јавните прозивки дека на сена е капитулација на СДСМ преду и дека всушност Ковачевски е зависен од Ахмети? Не би се служила за никаква капитулација, дека станува збор. Од кој аспект капитулација? Затоа што ние сме пред се коалицијски партнери во рамки на владата. Заедно сме под именителот на Европскиот фронт. Европската перспектива е заедничка цел, јасна стратешка цел и на СДС, и на ДУИ, и на коалиционите партнери во рамки на парламентот на СДСМ, и на Алијанса и така натаму. И мислам дека не е добро да зборуваме за капитулација на една партија спрема друга партија. Од каде убеденоста на лидерот на СДСМ Ковачевски дека по изборите повторно тој ќе биде мандатар за состав на идната влада? Иако сите анкети, до сегашни барем, покажува дека ВМРО-ДПМН е во убедлива предност пред СДСМ. Главните анкети ќе бидат на денот на изборите, и на председателските, и на парламентарните избори. Имаше едни анкети во 2020 година, исто тогаш ВМРО-ДПМН велеше дека победува, па на крајот конечните резултати ги видовме. Изборните калкулации секој пат создаваат големи интереси кај граѓаните и кај политичките чинители во државата. Не знам дали се сеќавате на една анегдота, таа ја кажувам често на мои пријатели и на познаници кога дискутираме на овие теми. Порано во време на режимот имаше еден одличен театар на отворени владини седници, нели кога се презентира и граѓаните можеа да влезат, да прашуваат, да разговарат и така натаму. Имаше една соодветна госпоѓа Јана, која што таму пред Груевски и пред другите министри тогаш кажа дека е многу задоволна од работењето на тогашната режимска влада. Кога излезе надвор од таа отворена седница, новинарите ја праша дали сте задоволни од ова што го прави владата, и тој им рече не. И он истите ја праша, па тогаш зошто внатре кажавте дека сте задоволни од работењето на владата? И она им кажа, лицемерие бе другари, лицемерие. Дали ние сакаме да влеземе во замката повторно на лицемерието? Секако дека не. По бомбастичните најави за стратегискиот совет на СДСМ, што добивте досега? Нова стратегија за реобнова на партијата по поразот, нова идеолошка платформа и чии интереси ќе ги застапувате? Активно ја подготвуваме програмата. Во таа програма постулатот повторно ќе биде ЕУ агендата, меѓутоа ќе имаме и доста силни револуционерни мерки од различни сегменти и различни ресори и ќе ги подсетиме граѓаните што се имаме направено во изминатиот период на владење. Ваша проценка, колку СДСМ би освоиле пратеници на престојните парламентарни избори? Очекувам дека ќе имаме навистина добар резултат на председателските и на парламентарните избори. Меѓутоа во моментов за пратенички мандати не можам да зборувам, затоа што сепак ќе зависи многу и од тоа каков ќе биде составот на листите во делот на она што претходно го зборувавме, како ќе биде нашиот коалицијски капацитет. Едноставно знам дека СДСМ ќе ја формира идната влада. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас.